Отвореното студио на телевизија Нова и вечерва тема се секако најавените предстојните избори, кои според вчерашниот договор на лидерите треба да се одржат на 11 декември. Што да очекуваме во следните 100 дена кампања и официјална и неофицијална, дали со овие избори ќе се реши конечно политичката криза и што по нив. Ова се само дел од темите за кои ќе разговараме вечерва со моите гости, лидерот на Либералната партија Иван Величковски. Добро вечер. Добро вечер. И двајца политички аналитичари, Владимир Божиновски. Добро вечер, Владимир. Добро вечер. И Рамадан Рамадани. Добро вечер, Рамадан. Добро вечер. Божиновски, че патите во држава кој е против овој договор, веќе 2 години сте негов жесток критичар. Дали може би сега го променивте мислењето со оглед на тоа што еве конечно даде резултат после 15 месеци, лидерите се согласија дека се исполнили условите за фери демократски избори? Па тие веќе трет пат се согласуваат, ако не се лажам, така да има простор уште да се согласуваат. Тоа е проблемот што ова е договор меѓу четворица политички представници, меѓу 4 личности. Ова не е договор меѓу, така да кажам, пошироко партиите, или не е ова договор во интерес на граѓаните и воден во низ процес во кој што граѓаните учествуваат. Напротив, кризата сметам дека ќе продолжи на 12 декември, доколку изборите се на 11 и останав на позициите кои што сум ги соопштил на сето ужаснување нели на представници на меѓународната заедница и на домашни политичари, дека во Македонија е подобро да нема договор отколку да има лош договор. Денешната ситуација со овие скаламуци што се прават со изборот на нов министер за внатрешни работи покажуваат дека договорите овде се практично се смешни и се читаат или до точка и запирка, или се подразбираат сите нивни пропусти. Едноставно немам намера да коментирам натаму, мислам дека станува збор за провидна игра, но таа е игра која што подписниците, особено од опозицијата, не сакале да ја превенираат или немале капацитет да ја видат и да ја превенираат. После сите искуства со овие пржински договори 1, 2, 3, кои што до сега се подпишувани, јас тврдам и натаму дека не треба да се преговара на такви принципи, дека тоа погрешни беа поидовните основи, кога се утврди прво датум, па после се останато. А ова што сега глумиме дека е прочитан избирачкиот список и слично, мислам дека е смешно да го тврдиме натаму, но рековте во емисијата ќе разговараме на таа тема. Едноставно ќе кажам, да резимирам, бидејќи за вовед претпоставам дека нема потреба да бидеме многу екстензивни. Ова не се избори во кои што поредокот би се менувал, евентуално се обидува да се дојде до одредена бројка на гласови за стапеност во парламент и слично. Имајќи го предвид фактот дека државата не е одвоена од партијата, дека напротив, дека тоа и со денешниот пример се гледа дека и тоа како споена, имајќи предвид дека имаме само шминкање на избирачкиот список, имајќи предвид дека и во медиумската сфера не е ништо направено, ова е договор само кој што треба да смири пар политички совести и да спаси пар политички кариери. Ништо повеќе од тоа. Мислите ли дека опозицијата ги исполни тие своји зададени цели или едноставно во овој период само се искористи да се купи време за корекција на рейтингот можеби? Не. Рейтингот во даденава ситуација е второстепено прашање. Мислам дека ништо не е коригирано. Напротив, рейтингот... Зашто опозицијата сега се согласи да оди на избори, ако ништо не е променето? Јас мислам дека вчера слушнав изјава според која проценките биле дадено од представник на СДСМ, не можам сега точно да се сетам кој. Суштината беше дека доколку не се одела на избори наскоро ќе паѓа рейтингот. Јас напротив сметам дека рейтингот ќе се качи во оној момент кога ќе се постигнат овие цели. А целокупниот пржински процес нудеше, тоа беше идејата, особено низ извештајот на Прибе, да се постигнат институционалните капацитети за да се овозможат фер, демократски, кредибилни избори. Ова сега ќе бидат статистички избори, но во меѓувреме забележлива е реакцијата на јавноста, која што и тоа како е свесна дека е практично генерално, значи барем 30% од гласачите се свесни дека овдека станува збор за штитење на партиски или лични интереси, а не и за договор кој што е од интерес на граѓаните. При тоа, значи, дозволете уште еднаш да кажам, факт е дека избори во еден момент ќе мора да се случат. Нашата проценка од различни причини, уште во 2014 година со сето оно што го предлагавме, беше дека тие треба да се случат заедно со локалните. Рамадани, кој е вашиот став за вчерашното? Ставовите на Величковски и на Рамадани ќе ги слушнеме веднаш по рекламите. Назад сме во студиото, почитувани гледачи. Тема се секако изборите закажани на 11 декември. Одбројањето почна. Остануваат уште 100 дена до изборниот ден, секако доколку се случи.
Господине Величковски, застанавме кај избирачкиот список. Што беше проблемот во него и дали е надминат? Беа избришани 30.000 луѓе од него, но не се докажа дека тие 30.000 се фантоми, напротив... Условно извршени, пак имаат... Да, тие ќе имаат исто прилика повторно да се запишат. Мојот ми беше дека не се докажа да тие 30.000 дека се воопшто на некаков начин спорни, ниту дека имале фалсификувани лични карти, ниту дека имале матични броеви измислени, ниту пак дека биле умрени. Што мислите вие, дали ова прашање може да го сметаме за затворено? Четворицата подписници го сметаат за затворено, ќе се обидат тоа да го прикажат како затворено прашање, ние не го сметаме за затворено прашање, напротив. Прво, значи ние се уште немаме прочистување на она што значеше луѓе со по 3-4 лични карти. Очигледно е дека тоа прашање не е затворено. Но тоа не е ниту отворено, не се докаже ниту еден таков случај. Тоа се остана на ниво на шпекулација. Токму заради тоа, ние имавме потреба специјалното јавно обвинителство да не биде спречувано и да не биде ставано во агендата на политичката динамика, туку тоа можеше да се продолжи со својата нормална динамика. Мислите дека со овие прстени проверки немаше да се појават такви доколку имаше, бидејќи се направија? Да, мислам дека немаше. Со набљудување на странски експерти, имаше американци. Ако сакате да ми кажете дека согласувам дека имаше многу експерти, но ако забележувате, сето тоа беше направено административно. Консензусот на четирите партии да нема попис е еден од основните индикатори дека консензусот беше сето тоа административно да се заврши. Втора работа која што сакам да апострофирам и таа е темелот на целиот проблем е обидот да се задржи постојниот партиски поредок. Сега ќе ви дадам пример. Вие таа државна изборна комисија која ја зборим. Во нејзе имате представници на партиите и тројца експерти прифатени од партиите, ама тие не мора да ги имаат истите квалификации како овие кои што се партиски представници. Па таа државна изборна комисија на кого му го достави, ве молам, извештајот за извршеното прочистување? На четирите политички партии. Таа е бирана од парламентот, плаќана од буџетот, а она им реферира на 4 политички партии. Не е моја државна изборна комисија, јас не верувам во таа државна изборна комисија. И не верува по Македонија. Натаму, ако вие имате обид да ги расчистите сите проблеми, значи тоа се наши политички ставови и можеби аналитичарите не се согласуваат со нив. Но ако вие имате обид да одвоите државата од партијата, кој што на крај се откаже, сите се откажаа внатре во тие пржински разговори. Има ли подобар начин од тоа да го спречите спојот на државата и партијата и на општината и партијата? Па во основа знаеме дека сега ингеренциите на општините се многу поголеми. Концентрацијата на моќта и борбата на партиите и за таму. И на крајот на грижата да бидеме скроз отворени. Лични и партиски калкулации се тие кои што спречија да изборите се случат во еден момент. Со сите трошоци што се случуваат и така натаму. Затоа што во еден момент луѓето ќе мора да се определат сака да бидат кандидати за локални или сака да бидат кандидати за парламентарни избори. Ќе се борат за локална власт или се борат за централна власт. Нашите поставувањето на проблематиката за либералната партија било принципиелно. Како да дојдеме до институции во кои има политика. Тоа е нормално бидејќи ги раководат политички именувани личности, но не се партизирани. Добро, очекувавте вие тоа да се реши со овој процес политички? Овој процес беше така дизајниран и извештајот на Прибе не дојде случајно во Македонија. Тој не беше направен, значи таа комисија не беше случајно направена. Тие пари не ги дадоа случајно странските донатори. Тие извештаи и тие согледувања не се случајно дадени година и половина пред овие избори да бидат закажани. Тие се дадени за да може институциите да се оспособат, а не партиите да се оспособуваат и билдаат. Да, господин Нечко, ќе се осудам да речем дека сте имале големи очекувања, да целиот процес беше само за да се направат избори, како некаква почетна основа за разрешување на политичката криза. Тоа беше идејата на четирите подписници на Пржинскиот договор, за да го одржат постојниот партиски поредок. Институциите остануваат со еднаква недоверба. Ние сега зборуваме за минимум услови. Нема минимум или максимум услови, или има услови за избори или нема. Ние сега во сек бараме некоја нијанса. Добро, еве ако сакаме таа нијанса. Значи проблем во Македонија со Пржинскиот петти, не знам више која анекс е ова. Проблемот во Македонија биле адхок тело на кој на крај комплетно партиски, значи беше создадено и избрано. Биле 30.000 се уште до крај потврдени спорни гласачи, од кои мнозинството се албанци, и, не знам, таму, главниот уредник на Македонска радиотелевизија. Тоа е смешно. Тоа е смешно ако било тоа така, што е разликата тогаш на 24 април, на 5 јуни и на 11 декември. Значи, или ќе ги решаваме проблемите
принципиелно, длабински, или кризата ќе продолжи. И тоа беше причината за мојот вовед кога кажав дека на 12 декември кризата продолжува. Ќе се глуми дека таа е надмината, бидејќи впрочем постојат најави, желби, размислувања за создавање после тоа концентрациона влада, но овие избори не елиминираа можноста за злоупотреба на државниот апарат, на јавниот буџет. Вие можете 15 дополнителни министри да ставите, 15 пати да споведуваат спорови, да си поднесуваат кривични пријави. Ние, сетете се, во техничката влада минатиот пат добивме техничка влада за кривични пријави. Секој ден министерот на дополнителниот заменик по една-две му ги лепеше. Тоа е функционалност на институциите. Да ве вратам само, ќе ме извинете уште еднаш околу избирачкиот список. Што е проблемот сега според вас во избирачкиот список? Значи сите се согласија дека тој е прочистен, дека во него нема ништо спорно веќе. Што е тоа што треба да се сомневаме ако има нешто спорно за вас? Јас не знам кои се тоа сите. Се согласија 4 Па политичари. и меѓународната заедница и експертите. Меѓународната заедница Да. ви е гарант дека процесот треба да заврши онака како што ќе се договорат тие 4 политичари. И тие тоа го гарантираат. Процесот го Вие се гарантира. сомневате дека има измислени луѓе во тој избирачки список? Да. Да, се сомневате дека има. Да. измислени. Добро. Господине Рамадани, за медиумите, Извини, само дали- една реченица. Да заклучам, ништо нема да смени тоа што е уредникот вако. Нека биде уредник и од опозиција, нека се договорат некако како и да е, но не сметам дека тоа има сериозно, има какво и да е влијание во однос на изборите или на изборниот процес. Извини. Молите. Јас не би се трудел да се ограничам временски, бидејќи гледам дека имаме време за лежерност во изразувањето. Но дел од овие поенти тргна од фактот дека прво беше оценката дадена дека медиумите се ослободени од политички притисок и влијание. Не се, напротив. Додека медиумите се финансираат преку една или друга форма од јавни средства, тоа не може да рачунаме дека е така. Приватни или јавни. Јавниот сервис особено. И тоа е едно од споменатите решенија. Немам намера да го коментирам, а камо ли да го поддржам. Да ви имате адхок тело за медиумски мониторинг по партиски предлог. Тоа ви е признавање дека всушност целокупниот притисок и целокупната атмосфера во медиумите се гради со политичка одлука. Потребна е политичка волја, напротив, за разлика од вашиот став, потребна е политичка волја за да тој степен на политичко влијание биде пренесен преку институционално влијание, односно инсистирање на институциите, програмите од јавен интерес да бидат подостапни, поквалитетни и слично, и тоа да се прави преку јавниот сервис. Исто како што верувам дека во Македонија едно квалификувано мнозинство на новинарски асоциации, на новинари и во сервисот и слично, можат да најдат квалитетни кадровски решенија, при што воопшто не се осврнува на последното кадровско решение, бидејќи станува збор за политичка одлука. Значи, во Македонската радио телевизија за прв пат, тоа е нешто што цело време се случувало како кулуарски, а сега за прв пат и официјално со политички договор, подпишан од политички лидери, ние имаме избор на официјално партиски представник, избор во Македонската радио телевизија, што за жал го ограничува капацитетот кој што е многу поголем на тој уредник, како професионалец и слично, и го става во рамки да биде обсервиран како партиски представник. Тоа е штета. Втората работа е дека во дадена ситуација мора да се вратиме назад на една илустрација што господинот Рамадан ја даде, дека ние сме имале расипана кола и дека ние сега само сме ја способиле колата да стигне до првиот сервис. Тоа не морало да биде така. Напротив, нас низ пржинското посредување меѓународната заедница ни прати шлеп служба. Вика, дечки, ставете ја колата на овој камион, ќе однесеме во квалитетен сервис. Ние одлучивме 4 мајстори, нешто со клешти малку да фатат, затегни тука каишот, пробај тука затегни шрафот. И колата се распаѓа нормално. Тоа е, ова е таа ситуација во Македонија во моментот. А Шлепов што беше прибе? Извештајот на Шлепот беше извештајот на прибе. Шлепот беше добронамерноста. Јас тука сакам да обсервираме малку повеќе прашања кои што се од суштинско значење, а не адхок решение на 4 лидери седнати, нели, онака чисто за да може да завршат некој процес, да не ги искараат. Извештајот на прибе имаше многу повеќе содржини и визави медиумите. Јас лично го поддржувам предлогот што Ван Хауте го дефинираше, кој што беше представен еднаш, значи следното решение кој што го представи СДСМ не беше тој предлог, туку беше дополнет од нивна страна. По мое убедување не беше адекватно дополнет и потоа се врати основна верзија.
Значи, овдека многу често се лицитираше со имење или зад нечие име се крија предлози кои што всушност малку се прошврцува поинаку. Дојдовме до моментот кога тие работи веќе не функционираат. Кога се соочуваме со вистината. Ако сакате да ви кажете дека ние денеска ќе успееме да имаме поквалитетна медиумска сфера со тоа што ќе броиме минутажата, кој колку зборел во студио или колку бил викан и слично, тоа ни покажува доколку паднале медиумите во вршењето на својата функција и доколку политичките партии придонеле во создавањето на таква медиумска ситуација. Тоа не значи дека веднаш ќе се средат работите. Но, заради тоа ни требаше време како да се овозможи прелазот од оваа состојба која што е денеска и која очигледно не е добра, да стигнеме до нешто подобро. Исто како што сега како викаме, не, ова е само едно административно прочистување на избирачкиот список. Еве луѓе, по овој избирачки список ќе се оди на локални избори за 3 месеци после 11 декември. Значи немојте да мислиме дека проблемот е затворен. И да, затоа се сите мои сомнежи и сите овие несогласувања кои што сме ги констатирале во ОД, дека цело време парцијално решение на парцијалното решение го враќа проблемот на почеток. Натаму во делот на таа медиумска регулација. Ајде сега методологијата, нели стана проблем, па сега ќе се прифатат некои забелешки и слично. Јас да ви дадам еден пример. Вие денеска сте решиле да ме направите мене масакар, да речеме, на вестите во вашата телевизија. Портал има некој од соговорниците. На тој портал ќе кажат дека тој и тој е удала, идиот, ваков, таков. Вие ќе пренесете таа вест и ќе речете порталот тој и тој рече дека ово е ваков, ваков и ваков. Вие сте виновни за тоа. Ако клеветите, да ништо не ви амнестира. Вие ли сте виновни за тоа? Не, вие ќе речете јас го пренесов само клевета, пак сте. Видете сега, јас затоа сам почеток многу предпазлив во сите овие договарања, џентлменски договарања во Македонија. Џентлменство во македонската политика не постои, очигледно го видовме тоа. За медиумите е многу широко прашањето и концептите се многу различни. Од американските модели до европските има затоа се согласувам. Во најголем дел од земјите само се казнува клеветата и лагата. Ако ширите лаги и клевети, одите на суд и одговарате за тоа. За другото нема регулација. Има негде кај има регулација. Јавниот сервис е друго прашање. Ние мораме да избереме концепт. Она што нас не засега моментов е дали ова решение што го постигна гарантира дека на 11 декември ќе има избори, до тогаш ќе имаме медиуми од кои за опозицијата ќе биде задоволна и нема да речи дека тоа било проблем ради резултатите што биле вакви или такви, или власта, се разбира. Ако сакате да бидам песимист, да, ние ќе имаме избори, нема да имаме квалитетна држава. И сега полесно. Не, дали резултатите може утре некој да каже дека биле такви и такви поради медиумите? Сега да ја префрли вината на избирачкиот список или на медиумите? Па тоа е проблемот. Тоа го кажувам од сам почеток. Може да каже за се. Затоа што сега се врши мониторинг, во ред, ние ќе вршиме мониторинг колку пати сме биле викнати, колку минути ни биле дадени и секој тоа ќе го прави. Па не му се свиѓа на некој нешто, ајде почни од поново. За избирачкиот список во старт ги кажуваме дилемите, во старт ги кажуваме сомневањата. И се ние ако сакаме да кажеме дека да, сега можеме да идеме на фери демократски избори, не може. И тоа е проблемот што ние имаме административна одлука на четворица дека создадени се фери демократски избори. Услови за фери демократски избори. Споредете ги условите 2014, споредете ги сега, споредете што беше на 24 април и сега, ќе видите дека има толку мало поместување, што на крај власта ќе се обиде да поентира дека, значи ова го зборувам како опозицијска партија. Власта на крај ќе се обиде да поентира дека се бегало од избори, а всушност ништо не се променило. И со одењето на 11 декември во вакви услови, тоа само ќе се потврди. А не е така. Причините биле многу поголеми и јас стојам за тоа дека ние имаме уште 10 пати потолку гласачи да провериме. Ако сакаме, односно да го средиме избирачкиот список за уште 10 пати по овие што беа најдени како неконзистентни записи. Не, научивме многу нови термини. Да, не неконзистентни записи, тоа е еден од покреативните. Дозволете да завршам мислата. Значи јас ова што го зборувам не сакам да биде сватено, ниту го зборувам од инај. Она што го кажувам е непријатната вистина која некој мора да ја соопшти на луѓето. Аналитичарите ги почитувам, но она што сме одговорни, оние кои што сакаме да се бавиме со политика, е да ги кажеме работите и да предупредиме на опасностите со сета одговорност за тоа што го кажувам. Извинете што сега ништо. Господин Рамадани, кој е вашето мислење за медиумната легитимноста одамна е завршена со самиот стил, но добро. Дозволете, вака сега да резимирам нешто што ќе илустрира целокупната очекувана нефункционалност на оваа техничка влада. Прво,
се согласив дека избирачкиот список баш иначе да е прочистен или воопшто ништо не е чепнато Па не дека баш се согласивте. или горе доле Не знам Божиновски дали да не се се согласува. караме сега. Па горе доле гледам дека тоа е НЗС. Во делот на согласиме дека медиумите, изда. во делот на не се медиумите гледаме дека нема де факто никаква содржинска промена. Имаме само адхок решенија со партиска назнака. Ако сакавме решение, ќе кажавме, дечки, кој има медиум, тој нема што да располага или да се занимава со друг бизнес. И тука завршува. Тогаш ќе можеше медиум, значи Немаше да медиумот имаме медиуми во и- Македонија така. така. А бидејќи бизнисот нема, односно има и така жестоки врски со политиката, јасно е до каде се медиумите. Потоа доаѓаме до адхок решенија, техничка влада, па таа влада нели кој да се повлече кога, па оваа сега е посебно значи со дополнителни заменици со едно со друго. Значи нормални демократи тоа го решиле многу едноставно. Повлекувањето не е формално, но е фактичко на сите тие што ги вршат јавните функции. Зашто? Затоа што има институции во кои што вработените може да имаат политичка определба до утре, ама го следат законот. Овде законот не се почитува. И основниот проблем е во тоа што никој не го почитува законот. А некогаш е и тешко да се почитува закон, бидејќи имаше 17 измени, па никој не знае што е всушност закон. По тие параметри, ние доаѓаме до влада која што 100 дена луѓето ќе седат во кабинети. Значи имавме задолжување во текот кога имаше и опозиција, пржинската опозиција кога беше застапена во владата. И во оваа државна коалиција на Груевски, Ахмети и Заев повторно ќе се случува истото. Сите работи ќе си течат, само со повеќе галама. Истото што се случуваше и до сега. За жал, како опозицијска партија, тоа немаме намера да го легитимираме или да го прифаќаме. За жал, велат на тие што се потписници на таквата политика или оние кои што сакаат да се лажат и да живеат во розевиот филм, дека тоа е добро. Да, значи имаме Но? и нов момент да не го заборавиме, значи имаме сега потписник на Пршински договор кој не е учесник во ова привремена влада, тоа е ДПА. Така да и таму имаше назнаки, првата изјава на лидерот на таа партија беше дека ќе им дише на врат околу тоа и тоа е добро, значи за целиот процес колку може тоа тие да прават, очигледно, но за разлика од двете непарламентарни партии е голема и тоа е партии, да, главниот проблем, да. за разлика од непарламентарни партии, човекот и таа партијата е потписник на Пржинскиот договор, така да може да се има некој Исто како што е да, потписник како на сите досегашни договори, видовме дека ептен им дишеше. Како и да е, она што е суштина е дека со вакво адхок решение, кое што не се занимава со суштината на проблемот, со нефункционалноста на институциите и со одржување на партискиот поредок кој ги компрометира институциите и ги доведе до нефункционалност, не можеме да очекуваме ништо повеќе од површинска неталаса и политика, како беше, со тоа го дефинирав со една пословица која што е чуена, нахрани кучињата, не пипкај копчињата. Тоа се случува и во моментот. Искрено речено, очекувам тоа така да продолжи, доколку одбројувањето заврши со 100 дена до изборите. Божиновски, што очекувате да биде фокус во кампањата? Да, доста поразлично, Па не е нема доста некој поразлично. трет субјект значителен, Така. освен вашиот се разбира, Не, но остајте сега генерално се да не ги поделени генерализираме работите. вие пишувате во колумната СДСМ плюс и ВМРО ДПМН плюс. Генерално така се коалициите, вие се залагате за постизборни коалиции, но очигледно Точно, тој затоа концепт што- за сега е идеалистички за наши услови. Па не, тоа е заради начинот на кој што се прават анкетите во македонскиот кампус и затоа да речеме изненадани господинот Рамаданиот за методологиите. Не сум изненаден, јас. Има и интересни како да кажем анкети кои што нормално па и не се јавуваат баш многу често во јавноста, кои всушност сличен процес на овој укажуваат и во така да го наречеме условно македонскиот етнички кампус. Брзањето за избори од четирите партии всушност за одржување на партискиот поредок. Одржувањето на партискиот поредок им е можен само со одржување на постојната позиција и начинот на организирање. СДСМ плюс, ВМРО ДПМН плюс. Проблемот е во тоа што оваа криза го изферментира и многу го сензибилизира гласачката тело кај македонците. Тоа значи дека класичната доверба кон раководствата е завршена работа. Значи таа доверба постои во рамки на определените партијаши. Факт е дека и тоа е огромен број, факт е дека партиите нема да престанат да постојат после овие избори, но тој тренд кој што се појавува и тој опсек на гласачи кои што се определени да не гласаат за ниедна од тие две партии е зголемен.
И тоа значително зголемен. И вниманието кое што се јавува, токму по дистинкцијата на клучните прашања. Че ја затоа не сакав да зборувам за персонални решенија и слично, било во опозицијата, било во власт. Но пржинската опозиција и односно сега сите пржинска власт заедно, сега го чувствуваат проблемот на недлабинското решавање на суштинските прашања. И сега, ако сакаме да го одржиме, значи тоа е прашањето пред кое е појавено и самото граѓанско општество, и она што се невладени организации, и она што се аналитичари, колумнисти и слично. И на сите им е јасно дека опсегот на класичните коалиции нема да се зголеми доколку остане во таа форма. Ајде сега сите математички 1+1=2. Тоа на избори никогаш не е така. Оно што е јасно е дека всушност недовербата кон политичките лидерства е таа која што добар дел од граѓаните дистанцира од гласање, а друг дел од граѓаните или ги тера да го прешкртаат ливчето или да бараат друга алтернатива. Тоа се трендови кои што ќе се покаже во следниот период колку се променети. И заради тоа очекувам обид за класична кампања кај пржинските потписници, обид за подценување на сето она што не е пржинска четврка. За тоа дали ќе има изненадување или не, ќе покаже 11 декември. Вие имавте одлука да одите сами на избори лани од септември, останувате? Да, нашата одлука за самостоен настап е донесена во септември и мислам 2015 година. Лани, да. Така што мислам дека во изминатиот период ја задржавме конзистентноста на тој пристап. И колумната на која што веројатно беше еден од поводите за ова вечерошно да, знаменита колумна. Таа кажавте низиното име. Па суштината е во тоа што кога не може да се изведат гласовите на таков класичен начин, бидејќи според нас 2011 беше последниот момент кога можеше да се направи еден таков крупен исчекор со класичните коалиции. Значи дека ние сега имаме потреба да ги адресираме граѓаните кои треба да ги препознаат својот специфичен дел на потреби кои што ќе го идентификуваат преку либералната партија, преку друга партија која што одма од опозицијата сметаат дека сите што настапуваат на ваков начин работат во корист на власта и дека ја сцепкуваат опозицијата. Одма за тоа ве обвинуваат опозицијата. Јасно е дека и тоа ќе бидат пристапи, но кои ќе се седнат и кои ќе се простудираат бројките, кои ќе се простудираат социолошките аспекти, се надевам дека и таму некој ќе седне и ќе размисли малку поинтензивно, бидејќи класичниот пристап на два фронта, значи ако сака да го зборуваме тоа во на форма на стратегија, во судир во фронтален судир. Вие треба да бидете робовски судир, како што е во Македонија во моментот, треба да имате надмоќност 3:1 за да го совладате непријателот. Нашиот предлог беше 3 одвоени фронта, кои што се позиционираат на еден заеднички политички непријател. Тој концепт што сме го изложиле пред 6 месеци, кога многумина само се занимава со суштината на дали да има 2 заменика ваму, 3 заменика онаму, еден доpunски и слично. Затоа реков, кога ја гледавме и колата, оваа кола имаше и шлеп служба и се, но требаше некој да рече дајте ја куката да ја прикачиме. Сега ќе мораме тие прашања да ги решаваме малку со, така да кажам, одложен тек. Да резимирам, ќе биде обидот за класична кампања, но резултатите ќе покажат дека тоа нема да биде можно, односно дека таа веќе не допира до луѓето. Инаку тие што се партиски определени, од било која причина, од интерес, доверба, од двете, тие ќе си продолжат кон партијата кон која се ориентирале. Божиновски, ги следите долго време, кризата ќе продолжи уште на 12 декември. Сите партии се обврзаа дека веднаш по изборите, без разлика на резултатот, ќе се посветат на реализација на извештајот на Прибе. Дали може би тоа ви ветува нешто и ви најавува? Не, на тие ветувања одамна како и на Дедо Мраз сум престанал да очекувам да се реализираат, но како и да е. Доколку гледате ли некош дека ќе излеземе од кризата ако продолжиме до 12 декември? Со овој тип на избори, кризата само се одложува, дури господинот треба да ни каже на оваа криза. Но оваа криза е дел од една малку поголема криза и таа не започна во 2014, започната многу порано. Од тие причини многу е покорисно да се кажат фактите. Да, ние ќе добиеме можеби на 11 декември нов собраниски состав, а натаму што ќе добиеме, тоа ќе покаже времето, но не очекувам дека тоа ќе биде баш нешто многу продуктивно за граѓаните на Република Македонија.